Потеклото до Охридското езеро во хотелот Тесарет во текот на мај се одвиваше еден мощно значаен настан од областа на културата. Во организација на Македонскиот Пен центар се одрешуваше меѓународната конференција и тркалезната маса на меѓународниот пен, со над 200 учесници во придружба на представници на печатот, радиото и телевизијата. На меѓународната конференција беа донесени низа значајни одлуки, а исто така беше избран и нов председател на оваа организација. Тркалезната маса собра околу својата тема традицијата и современата литература, бројни искажувања и мощно значајни приоди кон ова секогаш актуелно прашање. За овие 6 дена просториите на хотелот Тесарет представуваа спектар на еден интересен свет во мало. Во низата контакти, разговори, настапувања, се манифестираа многобројни приоди кон литературните проблеми. Но исто така и заедничката поврзаност кон принципите околу кои оваа организација ги собира писателите од светот. За тоа што представува Пен и кои се тие принципи, ги замоливме да ни дадат свој одговор. Јара Рибникар, председател на Пен центарот од Белград. Меѓународниот Пен клуб е организација на писателите. Што значи тоа Пен? Пен на англиски значи перо, значи луѓе од перо. Но Пен е и кратенка, што значи поети, романсиери и есеисти. Значи писатели од светот кои се собрале за да ги бранат основните принципи на кои лежи слободата на творештвото. Таа треба да го чува интегритетот на личноста на писателот и секаде да ја шири човечката мисла. Повелбата на Пен клубот кажува дека литературата, иако е национална по својата содржина, сепак е вредност која не знае за граници. И Пен клубот е должен да посредува тие национални вредности што повеќе да се афирмираат. Исто така, ова организација се обврзува членовите на Пен клубот, писателите, а со тоа и целата таа средина во која тие живеат, да делуваат така, за да посредуваат да се намалат сите национални омрази меѓу луѓето. Пен клубот не знае за разлики што ги создава расата, бојата, националноста и религијата. Така што во Пен клубот се наоѓаат разни писатели со разни сваќања и нивните состаноци, како што е и овој во Охрид, значат една голема светска размена на мислата. Хайнрих Бел, подпредседател на меѓународниот Пен. Пен клубот беше основан во 1921 година по страшното искуство од национализмот од Првата светска војна. Намената му беше да ги зближи писателите на интернационално ниво и да го отстрани национализмот. Беше основан во Англија, но неколку години потоа во него се зачленија сите народи и нации. Негова суштинска идеја е интернационализмот во кој може да учествуваат сите од поодделни национални центри. Според Мошнекусата повелба, секој член на Пен е должен да се бори за слободата на писателот. Секоја година да постојат 2 средби на интернационално ниво, што ќе се одржуваат секогаш во друга земја и ќе се разменуваат мислења. Express the meaning of PEN on an international level, changing the country to express that it is an international organization. Мира Михајлич, подпредседател на меѓународниот Пен. Пен
PEN je međunarodna organizacija na pisateli koja ima 70 centri od site krajišta na svetot. Jugoslavija je mnogo aktivna v ova organizacija. Principite na PEN-ot mnogo se совпадят со принципите на Југославија. А тоа се разбирање меѓу народите, разбирање меѓу литературите и културите, а тоа значи и пријателство меѓу народите. PEN има еден основен принцип да се биде против национализмот, религиозноста и омразата, а тоа е југословенски принцип. Јас мислам дека тоа е нешто сосема природно. Еве, за 9 години потрет пат сме на еден голем меѓународен собир на PEN. Првиот беше 65-та во Блед, вториот во Пиран, а сега еве овде во Македонија. Mesdames et messieurs, comme premier, M. Tomé Momirovski, le président du centre du PEN macédonien, va dire quelques mots au sujet de la conférence, de la table ronde que nous allons tenir tout à l'heure, c'est-à-dire littérature et tradition. Во просторот на својата екзистенција, човекот наедно со трудот од најархаичните времиња го изразувал и своето творечко битие. Обстојувал, скудно се надминувал и создавал низ уметноста на тонот, бојата, пластиката и зборот. Човекот ја создаде сеопфатноста на литературата во долг временски опфат, во различни периоди, доста се до ова наше динамично време и гледа низ литературата во иднината. Како и за целата уметност и за литературата, постојано актуелно прашање е делот и целината, континуитетот и негацијата, односот, традиција и она што постојано настанува, вечниот тек на пробиви и она што останува како трајно вредносно наследство. Unless we can renew language itself, which we shall never do, there is no possibility. Не постои можност за отфрлање на традицијата или за откинување од неа во текот на создавање на литературата. Авангардноста не е добродетел сама по себе. Некои револуционерни романсиери напишале извонредни романи исто така како што тоа го сториле некои традиционални автори. Зошто да ги споредуваме, како што не можеме да кажеме дали жената или мажот е посупериорно суштество? Не можеме да кажеме дека и иновацијата само како таква е позначајна од традицијата. Мислам дека токму PEN клубот кој ги представува сите идеологии, литератури и традиции, или можам да речам приближно сите, зашто некои нации се представени со посматрачи и почесни гости, може да представува форум на светски граѓанин и на тој начин може да се надмине за старената идеја за традицијата воопшто. Дали сме за традицијата или за иновацијата? Да го цитирам еден југословенски писател, чиј име не можам да го изговорам, кој вели: не можеш да имаш нови бранови во старо море. Еден американски поет рече дека секоја литературна форма која е 10 години стара е лоша поезија, а друг американски поет рече дека секоја иновација е лошо кафе во нашата литература. Et d'anéantir ce qui fait pression sur lui. Il y a d'autres écrivains encore à la dite époque chez lesquels le mythe de l'individu se traduit en sujet commun, en légende collective. А дали влијанието на традицијата расте? Расте, боим се, нажалост, да расте више. Расте, се плашам да не расте повеќе во негативна отколку во позитивна смисла. Не спаѓам во оние кои ги оспоруваат вредностите на националните традиции. Мислам дека ние растеме во тие вредности и се поставуваме спрема нив.
И ако ги негираме на некој начин, ги поставуваме како постојани вредности. Меѓутоа ми се чини дека се крие една опасност во тоа што не ја сваќаме онаа разлика помеѓу традицијата и традиционализмот. Речете ми сепак, зашто толку се инсистира на традиционалното и традиционализмот? Мислим због тога што свака епоха... Мислам дека секоја една епоха се дефинира себе си, поставувајќи го пред себе проблемот на традицијата, проблемот на традиционализмот, и во таа смисла дека и нашата епоха и нашето време во Југославија исто така ја почувствува таа потреба. Ние, како што знаете, излегуваме од еден период во кој традиционализмите од различните видови сакаат да ни се наметнат како облици на живата традиција кои треба да ја регулираат нашата свест. И тие често покажуваат тенденција да ја заробат нашата свест со некои традиционалистички форми. What is the connection between traditional and modern literature? I think it is no Мислам дека не постои противречност меѓу нив, зашто секој писател мора да знае да ја користи традицијата во својата работа и како ангажиран писател да го користи поларитетот на нештата што се дадени и идеите што се креативно замислени. Така, традицијата може да биде мощне важен извор за мощне важни идеи, може да биде свет меѓу идеите на авторот и времето, меѓу полемичкиот и напнат однос на авторот и традицијата. So the tradition can be a very important source of important ideas, can be a wall between the creation of the author and the past time. You see, it is a very, very polarity and tensive situation between the writer, the creator, the artist in general words, and the tradition. Ве молам, дали влијанието на традицијата се повеќе се зголемува? Да, сега знаеме дека среде мощне материализираниот свет во кој живееме, некои нешта од традицијата се многу важни за да се добијат нови идеи и теми во креативните литературни дела. Мислам, например, дека традицијата на Македонија и Југославија, на баските, бретонците и келтите може да даде нови идеи и теми на литературата од своите народи и јазици. Исто така, мислам дека литературите на малите народи и региони може да дадат важен прилог и виталност на денешната култура. So I think that the little regions and entities in regional art can give a very important part of ideas and of vitality of culture today. I think so. Thank you very much. Thank you very much too. Што представува традицијата во однос на современата литература по ваше мислење? Традицијата за германецот значи бегство од сегашноста во некој вид утопија, во еден подобар свет што тој го поврзува со минатото. Многу писатели и историчари кај нас во традицијата гледаат повеќе утеха одошто просветување. За мене лично, традицијата не значи метод и стил на пишување. Мене најмногу ме интересира романот, затоа што тој представува смеса на животот и времето на едно широко платно. Но се разбира, прашањето е дали денес романот се уште ја исполнува оваа функција. Јас сметам дека романот денес заокружува многу малку од животот во споредба со големите примери на еден Балзак, Гоголј или Филдинг.
canvas. But of course, one has to ask oneself whether at present, concerning contemporary literature, the novel still fulfills this function, and I would say, I'm afraid, it does so very rarely. Of course, you get interesting novels, you get good novels, you get even excellent novels, but in most cases, you get fragments, so to say, particles of life, and the milieu limits the range of ideas, it limits the range even of moral attitude. It's a very strange phenomenon that today most novelists, they just pick and choose its subject, but they deal with very little else except, the subject itself. That, to me, therefore, in most cases, the novel encompasses too little what shapes our lives. So, in a way, I'm very often returning to the novel of the great examples from, let's say, from Balzac, and I might say even up to Burke, or from Gogol to Gorky, or from Fielding. Во каков однос стоја денес традицијата и современата литература? Zanima vas u Hrvatskoj, ne, naravno. Kaj nas u Hrvatska? Nije se nađeme vo jedna moćna i srećna geografska situacija, taka što smo izloženi na mnogo strujenja. Od jedna strana postoji ta široka mediteranska kultura za koja danes zboruvav na kongresov. Sušnost to je jedan mediteranski krug i mediteranska sinteza koja go vključuva i humanizmot i renesansata, a od druga, kako slovenski narodi sme na nekoj način bliski do site strujenja, što bevo golemata ruska, odnosno polskata literatura. Времето на илиризмот беше да се зближат сите настојувања на препородот на другите словенски народи. Слично може да се зборува и за хрватската литература, односно хрватската литературна традиција која е мощна, синтетична и широко отворена, на која и бил туѓ национализмот, односно националистичката себичност, која необично асимилираше се што беше добро. Хрватските писатели го почувствуваат тој традиционализам, а тоа е една креативна традиција која не врзува, не влече назад, која само постои како подлога за тоа нешто да се трансформира и да се оди еден чекор напред. А што мислите, дали влијанието на традицијата расте? Што би рекле, дали современата литература е всушност антитрадиционалистичка? Ne, uopće ne. Не, воопшто не. Традицијата станува една витална работа која ги магнетизира луѓето. Мислам дека младите писатели, односно мојата генерација на писатели, беше мощна склона да бара инспирација во старата литература, односно да бара поттик за своето дејствување. Ви благодарам. Иако веќе 60 години литературата во цел свет настојува да изнајде нови изрази, често дури изрази кои изненадуваат со својата новина, сепак таа мора да се потпира врз традицијата, врз се она што е порано создадено. Пред се за тоа што мора да бара нови изрази. И за да ги најде добрите нови изрази, мора да се знае што традицијата веќе открила. За да не пронајдува повторно она што веќе е пронајдено. Така што ми се чини дека проблемот на традицијата со новините во светската литература не се намалува. Ова би можеле да кажеме дека современата литература е антитрадиционалистичка. Јас мислам дека литературата е и традиционалистичка и антитрадиционалистичка. Секој писател кој ќе седне да пишува било драма, роман или песна, тој мисли на сите оние писатели кои пред него пишувале, односно води сметка за традицијата, настојувајќи во таа традиција да создаде нешто ново, што еден ден пак ќе стане традиција. Бранителите на традицијата проблемот го поставуваат на следниот начин. Дека новаторите во уметноста ја негираат традицијата. А по моје мислење напротив, новаторите уште повеќе ја прошируваат смислата на традицијата. Со други зборови, тие бараат нова традиција. Во модерната европска литература и во неа она што ја нарекуваме авангарда, дури и најекстремна авангарда, и таа за себе бара традиција, за да ја прошири смислата на авангардизмот.
Тие што ја брана традицијата, за традиција го сметаат она што стои најблиску до нив, што е речиси директно поврзано со нив, додека ние денес за традиција го сметаме сето културно богатство. Зошто денес толку се инсистира на традицијата и традиционалното? Кога човек добро ке размисли, тогаш ке дојде до сознание дека се е традиција. И кога седите крај маса, таа порано беше дрво. И тоа е традиција. Дури и сите ваши соништа се традиција. Кога не би постоеле корењата, не би ги имало ни гранките, ни цутот, ни цветовите, ниту небото, ни што и да е друго. Значи, се раѓа од она што постоело порано. Дали се зголемува влијанието на традицијата во литературата? Не треба авторот да формира своја традиција, зашто таа е во постојана обнова. Нужна е иновација. Вие не сте тоа што сте биле или тоа што ќе бидете. А ако имате дарба вистински да се изразите, вие без друго ќе станете сведетел и бран на вашата епоха. Никогаш не треба да создавате нешто што е на показ, односно не треба да употребувате клишеа, зашто клишето од своја страна значи мртва традиција. Наспроти мртвата традиција, постои жива традиција, која перманентно се обновува во вас. Et vous ne devez pas utiliser les clichés, parce que les clichés, c'est la tradition morte. Il y a la tradition vive qui est toujours renouvelée dans vous, et si vous êtes toujours nouveau et au même temps, vous continuez la tradition. Во каков однос стојат денес традицијата и современата литература? Ми се чини дека односот спрема традицијата им овозможува на старите писатели да ја проверат вредноста на своите идеи, зашто ако некои идеи се потрајни, ако се појавувале во поранешните периоди, тогаш е очигледно дека тоа се идеи кои денес можат да го покренат светот. Меѓутоа, јас мислам дека меѓу традицијата и современата литература, на старата литература и на новата, меѓу традиционалниот дух и модерното, постои меѓусебна зависност како што постои во секоја фамилија помеѓу генерациите. Секоја нова генерација им дава еден сосема нов аспект на работите, но сепак се потпира врз она што е направено порано. Со оглед на тоа што сте критичар, што мислите? Зошто денес толку се инсистира на традиционалното? За уметничко создавање на континуитети и форми, на континуитети на идеи, се неопходни и ми се чини дека таа желба за континуитет всушност е израз на тој засилен интерес за традицијата. Значи, јас традицијата и не ја сметам за нешто што било во минатото. Традицијата ја сметам за известно наследство кое се пренесува, како што се пренесуваат фамилиарни, национални и какви да било други преданија кои секогаш ја збогатуваат фантазијата. Какво е влијанието на писателот во општеството? Влијанието на писателот врз општеството е мощно важно. Можете да погледнете врз било која земја наоколу и да видите дека нејзините први проблеми се одразени во литературата на нејзините писатели, зашто книгата може да влијае повеќе од многу други работи. Затоа првото нешто што го направи диктатурата во Чиле беше да ги интернира сите напредни писатели, а нивните книги да ги забрани. Ова значи дека улогата на писателот е толку значајна што и диктаторите прво ќе се уплашат од нив. Но ако погледнеме на неговата позитивна улога, ќе видиме дека животот на многу луѓе е повлијаен од некои значајни книги, например од книгите на класиците, грчки и арапски. И таа улога само може да се проширува со ширење на писменоста меѓу неразвиените земји и земјите во развој под услов секој да живее во мир.
classics, the Arabic classics, the English classics, they affected the lives of people in a very big way, and they will continue to influence people in a very big way. Maybe even now that everybody is learning, now that illiteracy is being removed from developing countries, the role of the writer with the introduction of reading and education for everybody will increase. Што мислите за влијанието на писателот во општеството? Мислам дека тоа зависи од земјата во која писателот живее. Например, во мојата земја писателите имаат мощно мало влијание во општеството. Во други земји сето општествено движење го водеа и го водат писателите. И во вашата земја влијанието на писателот е далеко поголемо од што на запад. Еднаш дојдов во Југославија сосема случајно наспроти 60-тиот роден ден на маршал Тито и на улица го сретнав мојот стар пријател Оскар Давичо, кој ми рече: and I happened to be there. That was just before the 60th birthday of Marshal Tito. And then my old friend Oscar Davicio, I met him in the street and he said, tonight there is a reception. Вечерва има прием во Белиот двор. Дојди. А јас му реков: па, зар не е тоа прием во чест на роденденот? Па се разбира дека и ти си повикан, ти си писател. И кога се најдов таму, видов дека имаше писатели, композитори, архитекти и разни други уметници. Во Холандија тоа е невозможно. На запад писателите се сметат за интересни, но малку и за опасни. Додека овде во вашата земја позицијата на писателот се разликува и мислам дека е подобра. Here the task of, the role and the position of a writer in this country is, I think, different and better. Познато е дека сте напишале книги со тема од нашето поднебје. Би сакале ли да ни ја кажете причината на таквата инспирација? Will be so kind to tell us the main reason for writing that roman, that novels. Those three novels. Yes. Well, that is very typical. Уште пред војната, кога дојдов во Југославија, за прв пат бев во Белград кај еден пријател кој беше секретар на Централното прес-биро. Првото нешто што му го реков беше: постои еден интересен дел од вашата земја во кој би сакал да појдам. Тоа е Македонија. А тој ми рече: Жити Бога, не Македонија, туку Јужна Србија. Зошто? Му реков. Поради некои историски причини, ми рече тој и ми даде многу книги. Не му одговорив јас. Сакам да појдам таму, бидејќи тој крај ме привлекува, затоа што таму, знаев, се одиграла една од најхеројските епизоди во Европа, Илинден. Јас сакав да видам што останало тоа и како се одвивале работите. И така, мојата прва книга, чиј наслов не одговара на темата, бидејќи него ми го одбра издавачот. Книгата Ориент Експрес представува историја на ВМРО во 3 генерации. Илинденската генерација, потоа втората генерација на колаборационистите, како што е Тодор Александров, и третата генерација на Ванчо Михајлов, кој им се продаде на италијаните, и потоа целото движење беше скршено. Vancho Mikhailov, who sold himself to the Italians, and then the whole movement was over and broken. The name of that roman is of the Orient Express. Насловот му е Ориент Експрес, бидејќи романот завршува со нападот на бандата на Ванчо Михајлов на Ориент Експресот, меѓу Велес и Грацко. Тоа го прават за да го привлечат вниманието на себе.
Во основа на романот е раѓањето на едно големо ослободително движење. Во првиот дел од книгата, кој по моје мислење е најдобар, меѓу другите се обидов да го опишам Гоце Делчев и Даме Груев. Which for me is also the best part. I have under other names more or less described the figures of Goce Delchev and Dame Gruev.